Улогата на Сенатот е голема, утврдена е со Законот за високо образование и статутот на универзитетот. Во неговиот состав со право на глас во моментов има 22 членови и уште тројца студенти, ректорот и проректорите се дел од Сенатот, но без право на глас. Сите одлуки за академските програми се одлуки на овој орган на управување, вели професор доктор Филип Поповски, председател на Сенатот на УКЛО. Сенатот е одговорен за донесување на одлуки и имплементација на академските политики и стандардите на универзитетот. Тоа вклучува одобрување на нови студиски програми, измена на постојните, донесување на одлуки поврзани со акредитација и обезбедување на квалитет. Во моментот на 10 факултети на нашиот универзитет и едната висока медицинска школа, моментално имаме акредитирани околу 50 студиски програми од прв циклус, исто толку имаме од втор циклус, како и околу 20 студиски програми за трет циклус. Сите тие се атрактивни, иновативни и се покажато на годинашниот уписен рок, со што во тенденција на намалување на бројот на средношколци, ние запишавме за 10% повеќе студенти на нашиот универзитет, односно тоа е некоја бројка од околу 1100 студенти на 4 уписни рока, што е стварно за голема пофалба. Сенатот има континуирана соработка со менаџментот на универзитетот преку научните иновации, соработка преку различните проекти и конференциите што ги организира УКЛО. Професор Поповски вели, Сенатот за ова постојано ќе дава поддршка, затоа што тоа е во директна врска со квалитетот на наставата и модернизацијата на програмите. 10 дена по почетокот на академската година не интересираше кои се предизвиците со кои се соочува Универзитетот Свети Климент Охридски, односно органот на управа. Предизвиците на Сенатот се огромни, се големи, особено за новата учебна година, која што ги покаже и самата резултатите за ова учебна година. Ќе да напоменам неколку предизвици кои што мислам дека се побитни. Тоа е поддршката и интернационализацијата на УКЛО. Значи УКЛО е првиот македонски универзитет кој е составен дел од Европското колорс семејство, односно Европската универзитетска алијанса. Сега студентите не се повеќе само во Македонија, туку тие бројат 120.000 студенти од 9 европски универзитети во 9 европски држави. Тие можат да студираат истовремено на УКЛО, а некои од предметите да го полагаат доколку сакаат на некои од тие европски универзитети. Значи, ние имаме европска диплома на нашиот универзитет. Имаме традиција, имаме квалитет. Традицијата е 45 години УКЛО, меѓутоа 100 години од основањето на првиот институт за тутун во Прилеп. Важно е и стипендирањето на студентите и мобилните програми кои уште повеќе го потенцираат современиот начин на универзитетското вложување во идните академски кадри. Значи Сенатот ги следи, ќе продолжи да ги следи програмите, новите студиски програми доставени до единиците на УКЛО, како и да поддржува со осовременување на наставните програми, воведување на нови технологии, нови методи на учење, како и подобрување на условите за студентите и академскиот кадар. Тоа го правиме. Најповеќе и со праксата, имаме пракса голямо каде што треба за секој студент. Имаме стипендии, обезбедуваме секоја година стипендии, од оваа година имаме уште повеќе стипендии за најдобрите студенти. Имаме школарини, дали од една година, дали од повеќе години за најдобрите студенти, така што цело време ќе се трудиме тој број на стипендии, школарини, награди да биде се поголем и поголем, да ги афирмираме студентите да повеќе да ја зацврстат својата позиција на овој пазар. Ќе напоменам и мобилноста на студентите и академскиот кадар кој во рамките на меѓународни програми како што е Еразмус плюс, ЦЕПУС и други, ќе продолжиме да ги поддржуваме и унапредуваме. Председателот на Сенатот доаѓа од Техничкиот факултет на Универзитетот, инженерските експертски системи, виртуелното инженерство, технологијата на графичката доработка и мултимедијалните проекти се дел од неговото портфолио. Па разбирливо, посебен акцент става на процесот на дигитализација во универзитетот. Дигитализацијата на нашиот универзитет е потполна, односно 99%. Единствено што не е дигитализирано на нашиот универзитет е запишувањето на семестар и уплатата на
школарината, се друго е дигитализирано, така да во иднина ќе се трудиме и овој чекор да го подобриме, така да студентите со еден клик ќе можат да завршат сите процеси. Нормално и во однос на наставата сме дигитализирани, самиот процес на короната го направи своето, така да нашиот универзитет е потполно дигитализиран во однос на наставата. Промоцијата на УКЛО е исто така еден од предизвиците со кои се соочува Сенатот, но најголемиот од сите е задржувањето на студентите дома. Од тука и се што како секојдневни активности, освен предавањата ги спроведуваат и академијата и студентите се во таа насока. И досега добро им оди. Во 2024 година УКЛО е рангиран во првите 400 универзитети во светот на престижната Times Higher Education Impact Ranking листа од областа на мирот, правата и силните институции. Тоа покажа за квалитетот на нашите студенти и академски кадар. Меѓутоа, ние се го поставуваме прашањето што да правиме со најдобрите студенти. Нормално, не треба да ги изоставиме, мораме да имаме соработка со општеството, со локалната и централната власт, мораме веќе ја имаме, меѓутоа таа да биде на уште повисоко ниво, да се направат реформи во државата за зачувување на младите, бидејќи тие се нашата иднина. Знаењето е сила, знаењето е моќ, паролата не е сечаве кажана, бидејќи се можат да му земат на нашите студенти, меѓутоа знаењето не можат да му го земат. А со тоа, ние мораме да го спречиме иселувањето. Вчера, во еден од порталите прочитав дека 40% од нашите високо образовани кадри се иселуваат, што е на 5-то место во Европа по иселување. Тоа ние некако мора да го спречиме, нарочито за нашата Македонија и за нашата Битола. Би сакал да го напоменеме исто и медицинскиот факултет. Тој во рамките на високата медицинска школа да прерасне во медицински факултет и тоа како е потребно за овој регион. Предизвиците како и академската година започнаа, но не завршуваат со нејзиниот крај, тие ќе продолжат за да може следните генерации да имаат повисоко европско образование.